слушатели и слушателки на подкастите на Центарот за истражување и креирање политики, добре дојдовте на серија од подкасти на кои ќе разговараме со пратеници од интерпартиска парламентарна група за заштита на природата и борба против загадувањето и климатските промени или така наречена зелена собраниска група, како и со еминентни експерти од оваа област. Овие подкасти ги подготвуваме во рамките на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената зелена собраниска група во ЈИЕ околу усогласеноста со целите на ЕУ поврзани со енергијата и транспортот. Истиот е поддржан од ГИС во рамките на отворен регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата. Нашата цел во овие подкасти е да ви информираме за активностите на Зелената парламентарна група и да ви ги пренесеме експертските согледувања и аналитики кои ќе помогнат во поттикнување на уште позелени политики и акции, како и за поблиско запознавање со процесите кои се од суштинско значење за борбата против климатските промени. Денеска ќе се фокусираме на исклучително важна тема, која најчесто се наоѓа на маргините на политиките за климатските промени. Тоа се родовите аспекти во климатските акции. Како што се соочуваме со последиците од климатските промени, важно е да се запрашаме дали сите луѓе имаат еднаков пристап до ресурси и можности за учество во процесите на креирање политики поврзано со справувањето со климатските промени. И дали жените и мажите, девојчињата и момчињата имаат еднакви можности во справувањето со климатските предизвици. Во оваа епизода ќе ги разгледаме клучните прашања за родовата интеграција во политиките за климатските промени и ќе се обидеме да разбереме како родовата перспектива може да биде интегрален дел од овие политики. Наша соговорничка е Гордана Несторовска, која е една од најстекнатите експерти во областа на род и клима. Добро дојдовте, Гордана. Може ли накратко да ни објасните што представува родова интеграција и зошто е истата важна за климатските акции? Прво благодарам за поканата и често што ми кажавте да присуствам на еден ваков подкаст. Кога станува збор за родова интеграција, всушност зборуваме за вклучување на родовата компонента во секоја фаза од процесот на градење, на донесување, на спроведување, на следење и евалуација на политики. Родови прашања се однесуваат на секој аспект од животот на еден маж и на една жена, и токму затоа кога зборуваме за родова интеграција, зборуваме дали потребите на жените и на мажите, односно на девојчињата и на момчињата, се препознаени и земени предвид во процесот на креирање, меѓутоа и во процесот на спроведување на дадени политики. Понатака, дали мажите и жените подеднакво ги носат одлуките кои што се однесуваат на нивниот севкупен живот. Трето прашање за родовата интеграција е дали жените и мажите, односно девојчињата и момчињата, имаат еднаков пристап до ресурсите и контрола врз ресурсите. И четврто прашање на кое што треба да се одговориме кога станува збор за родовата интеграција е дали жените и мажите, односно девојчињата и момчињата, имаат подеднаква корист во однос на ресурсите, кој има бенефит од сите ресурси. И токму затоа е важно родовата интеграција да биде клучен аспект од сите политики кога станува збор за климатските промени. Затоа што едно е, дали жените и мажите учествуваат, кои одлуки ќе бидат донесени во однос што ќе се прави и како ќе се прави, а од друга страна и последиците, решавање на последиците од климатските промени, кои што секако жените и девојчињата малку повеќе ги чувствуваат во однос на мажите и момчињата, имајќи го предвид статусот и улогата на жените и девојчињата во општеството. Ви благодарам. Да се надоврземе на првото прашање. Дали може да ни објасните како климатските промени се одразуваат различно на жените и мажите, особено кога се работи за земји во развој како што е и Македонија? И јас би почнала со една светска статистика, дека најчесто при поплавите мажите умираат заробени во своите возила, а жените заробени во своите домови.
И оваа светска статистика ја покажува и улогата на мажите и на жените, односно момчињата и девојчињата, нели, кога станува збор за учеството во политиките за климатски промени, односно улогата што ги имаат и жените и мажите во општеството. Многу често заради доделените улоги, заради стереотипите и предрасудите, ниту девојчињата, ниту пак жените не се вклучени во процесите на донесување на соодветни одлуки, како да се подготвиме за климатските промени и како понатака да изнаоѓаме соодветни решенија. Со тоа, општеството, државите, посебно државите во развој, губат драгоцен ресурс, а тоа се иновативноста, инвентивноста на жените, кои што, нели, гледајќи историски, ако се навратиме наназад, на некој начин биле носителки на иновативни периоди, посебно во одржување на домаќинствата и во одржување на животот. Ви благодарам. Може ли да ни дадете конкретен пример за интеграција на родови аспекти во климатските политики? Конкретен пример. Ако тргнеме од тоа дека за да направиме една родова интеграција, сето тоа почнува со идентификување на потребата од промена во агендата на сите политики, независно дали се однесува на политика поврзана со климатските промени или пак на некоја друга политика. И фактички треба да почнеме со анализа на постојната ситуација. Каква е сега ситуацијата? Дали жените се подеднакво застапени во одредени комисии, во одредени тела, во одредени кризни штабови? Понатака, идентификување на нееднаквостите во дадените сектори. Колку жените и мажите се застапени и како донесувачи на одлуки, меѓутоа и како спроведувачи на дадени одлуки, или пак доколку има субвенции, доколку има некаква помош и поддршка од страна на државата, колку се јавуваат како корисници на дадени бенефити, да ги наречеме. И понатака, нели, развивање на политики кои што имаат за цел да ги редуцираат тие нееднаквости. Во наши услови, меѓутоа и во светски услови, жените се некако, кога станува збор посебно за климатските промени, или пак бидејќи се смета за техничко прашање, се некако изоставени од сите овие мејнстрим процеси, односно, нели, не се смета дека на жените местото и улогата има во некои кризни штабови. Жените се стават во ист кош со децата, односно се третираат како безпомошни, како некои што треба да понатака да продолжат да се грижат исклучиво само за добробит на децата, без да сватат дека жените може да се грижат за добробит на децата, доколку и самите се вклучени во оние тела каде што имаат глас да кажат како е најдобро да се воспостават мерки, механизми или системи за превенција, меѓутоа и за понатамошна заштита и на жените, и на мажите, и на децата, и на возрастните. Родовата интеграција е интересно тоа што не ги гледа жените и мажите како хомогена група. И тука е убавината, односно ширината на пристапот, затоа што при родовата интеграција се гледаат и поединечни групи, а тоа се жените, во категоријата на жени се гледаат и жени со посебни потреби, жени во различни периоди од животот, исто така и мажите. Сите ние имаме различни потреби во различен период од животот и различни предизвици со кои што се соочуваме. И токму затоа родовата интеграција треба да биде, односно вклучувањето на родовата перспектива треба да биде буквално хоризонтално прашање и вкаено во сите политики. Дали според вас во Македонија се интегрирани родовите аспекти во долгорочната стратегија за климатска акција? Во сегашната стратегија има обид, според мене, да се вклучи родовата перспектива, меѓутоа сметам дека не е доволно само на една страна да биде опишано дека ќе се внимава на родовата перспектива, доколку низ целиот текст не проведуваат одредени изјави. Не е тешко, нема да го обремени текстот на самата стратегија, доколку нели се стави некаква норма дека сите тие тела, комисии и така натака што ќе се формираат, што треба да се формираат врз основа на стратегијата понатака и на законот, дека ќе се внимава дека при креирањето на тие тела ќе се
внимава на балансот помеѓу мажи и жени. Имајќи ја предвид посебно ситуацијата во Македонија. Знаеме, бидејќи таму има предвидено во стратегијата креирање на повеќе тела, каде што во некои тела ќе бидат нели министрите или пак ќе бидат директори на јавни предпријатија присутни така натака. Во Македонија имаме многу мал број на жени министерки. Имаме многу мал број на директорки на јавни предпријатија кои што директно би биле вклучени во тие работни тела. Така да мора да некако да се направи да има баланс помеѓу присуството на мажите и на жените во тие тела. Затоа што секоја при одлучувањето, при идентификувањето прво на проблемите, секој својата перспектива ќе се ја донесе на некој начин и понатака ќе може да се креираат соодветни политики, односно механизми за борба против климатските промени или пак заштита на луѓето од последиците од климатските промени. Дали сметате дека неформалните парламентарни групи имаат моќ да влијаат кон родовата интеграција во политиките за справување со климатските промени? Апсолутно да, затоа што неформалните парламентарни тела сепак се сочинети од луѓе кои што доаѓаат од различни политички партии и кои што ги врзува една заедничка цел. А тоа е борба против климатските промени и ако на ова го надоврзаме и родовиот аспект, тогаш сметам дека доколку сите заедно се договорат дека треба да се креираат политики кои што ќе одговорат на потребите и на предизвиците и на жените и на мажите во справувањето со климатските промени, дека тоа ќе даде позитивен ефект и дека можеби ќе го има и оној ефектот нели на капка во морето, па кога се создаваат бранови и дека ќе ги зафати и другите парламентарни групи да има нели малце поширок ефект. Дека кога се работи за заеднички прашања кои што сите не засегаат, дека сите треба да бидеме отворени и не треба да се водиме по партиски политики, туку да се водиме што е тоа што можеме сите заедно да го направиме за да обезбедиме некаков квалитетен живот на нашата територија. Ви благодарам. За крај, кои се вашите главни препораки за вклучување на родовата перспектива во политиките за справување со климатските промени? Па јас најпрво би кажал дека треба да се ревидират деловите што се однесуваат на креирањето на разноразни тела кои што ќе имаат моќ некако да нешто да одлучуваат. Понатака да се внимава нели да се направат соодветни анализи и точно да се видат кои се перспективите, меѓутоа и со кои проблеми се соочуваат мажите и жените и повторно да се навратам нели на интерсекционалноста, односно на жените и на мажите од различни категории во однос на климатските промени. Понатака, нели, доколку направиме анализа, да ги вклучиме и жените и мажите подеднакво во телата во кои што се донесуваат одлуки, меѓутоа и кога се креираат планови нели, за заштита и спасување, за управување со кризи и така натака, и понатака да се следи кој се ќе има бенефит од сите тие политики. Многу често, барем во општините, бидејќи сите национални политики реално се реализираат на локално ниво, преку локални комисии, меѓутоа доколку направите една брза анализа, да ја кажеме, на различните тела или пак не знам, комитети или пак комисии за справување со кризи на локално ниво, ќе видите дека многу мал број на жени учествуваат во тоа. Жените се вклучени единствено или најчесто или преку образовниот сектор или преку здравствениот сектор. Меѓутоа ги нема представничките од другите сектори, да кажеме, затоа што и вработувањето во општините во другите сектори е претежно нели на припадници од машкиот пол. Родовата интеграција не значи само давање глас на жените, тоа значи дека и искуството и на жените
и на мажите се зема во предвид и треба да допринесе кон градење на такви политики кои што навистина ќе направат нашата држава одржлива. Одржлива во насока на тоа дека да, сите ќе допринесеме за креирање на некакви посебни мерки кои што ќе овозможат продолжување на животот и покрај тоа, нели, и покрај лошите влијања од климатските промени. Благодарност до нашата соговорничка господја Гордана Несторовска за нејзиниот увид во важноста на родовата интеграција во климатските политики. Како што слушнавме, родовата перспектива не е само прашање на правичност, туку и клучен елемент за ефективно справување со климатските промени. Денешната дискусија јасно укажува на тоа дека жените и мажите имаат различни искуства и предизвици кога станува збор за климатските акции, но тие исто така имаат уникатни потенцијали и придонеси кои мора да бидат препознаени и интегрирани. Автор Билјана Матевска, водител на подкастот Мила Георгиевска Цветановска, гостин Гордана Несторовска, 28 јануари 2025 година, Скопје.